Смената на власта во Грција ќе го смени и составот на Комисијата за историски и археолошки прашања од грчка страна. Според неофицијални информации од грчката страна на Комисијата, очекувањата се да бидат сменети сите членови. Речиси е известно дека ќе биде сменет шефот на грчката страна во Комисијата Маркос Боларис, кој беше заменик министер за надворешни работи во владата на Сириза. Во прилог на информациите за кадровските промени во Комисијата од грчка страна, оди одложувањето на одржувањето на петиот состанок на заедничката македонско-грчка комисија, која беше закажана за овој месец. За сега нема информации за кога е таа одложена. Слична судбина може да ја снајде и грчката страна на Комисијата за трговски марки, иако грчките експерти таму не ги предводи политичар, туку професор по меѓународно право, Фотина Папартис. Сепак Нова демократија, која победи на изборите пред речиси 3 недели, е силен критичар на договорот од Преспа и најави борба за регулирање на трговските марки и етикети со терминот Македонија на грчките производи. Експертската комисија за трговските марки, која беше формирана во мај во Скопје, беше договорено следната средба да одржи во првата недела од ноември. За промени во составот на двете комисии од грчка страна побаравме информација од македонското МНР. Би сакале да информираме дека не сме добиле официјално известување за евентуални промени во составите на двете комисии. Комисијата за трговските марки има рок од 3 години да ја регулира употребата на името Македонија за комерцијална намена, трговски марки и заштитни знаци. Според членот кој го регулира ова прашање во Преспанскиот договор, додека не се постигне заемна согласност, ниедна од страните нема да влие на сегашната комерцијална употреба на името и термините. Комисијата за историја пак за помалку од една година од формирањето и 4 одржани средби ги прочешла книгите за основно и средно образование по историја и географија. Разменети се и забелешки што е она што секоја страните смета дека е проблематична формулација или некако вид редентизам во учебниците на другата страна. При ревидирањето на учебниците, комисијата според договорот од Преспа треба да се води врз принципите на УНЕСКО и Советот на Европа.